Би сакала да позборуваме за наградата Горан Бујк, која што ја доби од Хрватска, од тамошното книжевно друштво, кое што е со седиште во Риека, но гранокот во Задар има една прекрасна награда која што ја доделува секоја година на новинари и книжевници. Како ја прими оваа вест, дека те покануваат на една прекрасна таму средба со автори од целиот регион, да читаш, да бидеш дел во едно такво дружење? Така, тоа се случи помеѓу тие два настана. Значи, промоцијата на Моје Берово и наградата за животно дело, некаде помеѓу тие две нешта се случи објава на социјалните мрежи, дека Хрватското книжевно друштво со седиште во Задар, огранокот во Задар, ги доделува наградите Горан Бујч. Има три, мислам, за хрватски автор, за автор надвор од границите на Хрватска и за млад автор. И дополнително, мислам, наградата Донат и одлуката на ХКД Задар со едно чудо, една голема бројка на членови на жири комисијата, во која е и нашиот Васил Тоциновски, нели? Еве, објавиле и бев пресреќен кога го прочитав своето име. Наградата ќе биде доделена на 28 ноември. Како ќе биде? Значи, се уште не е доделена, само објавена. Се надевам дека ќе отпатувам, да сме здрави и живи. Наградата всушност е доделена, но треба да се прими. Меѓутоа, сакам да кажам, јас сум само една алка од низата на успех на струмички поети, новинари, нели? Бидејќи ти од Струмица беше првата која ја доби таа награда и ти можеш малку повеќе да кажеш каква е атмосферата на тој фестивал. Или па веднаш потоа Ана Витанова Рингачева, јас сум третиот струмичанец, од вкупно 8, чинам 8 години се доделува таа награда, а наградата е посветена на Горан Бујч. Јас малку знам за него, ти можеби сигурно знаеш повеќе од мене. На човек кој е многу млад заминал од овој свет, бил и новинар и одличен поет и убаво е, чувството се разбира. Кога се надевам дека ќе имаш можност да отпатуваш во Задар, па кога ќе се вратиш да може да ги сублимираме впечатоците како е години однапред и сега, нели? Се разбира, бидејќи се менуваат можеби организацијата и луѓето кои што доаѓаат таму ќе дадат нов печат на... Но знам, да кажеме некој од нив, да кажем, го знам Валерио Орлич, кој е дел од целата таа екипа, иако е тој од Риека, ако не се лажам. Тој е основачот всушност на книжевното друштво и во Задар прави огранок. Се запознав со него на пред 3 години на Карамановите средби, извореден автор, извореден другар, многу позитивна личност. Знаеш, заедно бевме во еден неков проект, а тоа беше Прозорец кон светот во време на пандемијата, кога се дружевме 100 поети од целиот свет. Беше вистина убаво и се надевам дека еве ќе се видиме со Валерио, ќе запознам нови луѓе таму од Хрватското книжевно друштво. Убави Македонското културно друштво. друштво. Ми недостасуваат тие нешта на времето, во времето на Југославија, од јас паметам многу одамна. Имаше многу фестивали.